Јас за денес почеток сакам да прочитам, продолжуваме со серијата од Евангелието според Марко. Сакам да прочитам еден малце подолг текст. Јас ќе ве замолам да станете додека го читаме Божиот збор, ќе го прочитаме текстот, ќе видиме што Господ има за нас денес да ни кажува. Марко, Евангелието според Марко 6 глава 14 до 44 стих. И цар Ирод разбра за Исус зашто името негово беше прочуено, па рече: Јован Крстител воскреснал од мртвите и затоа стануваат чуда преку него. Едни велеа Илија, а други пророк е или како еден од пророците. А Ирод, штом чу, рече тоа е Јован, на кого јас му ја отсеков главата, тој воскреснал од мртвите. Бидејќи сам Ирод прати да го фатат Јован, го врза и го фрли в затвор, заради Иродијада, жената на брат му Филип, зашто се ожени со неа. Бидејќи Јован му велеше на Ирод: не ти е дозволено да имаш жената на твојот брат. А Иродијада се озлоби против него и сакаше да го убие, но не можеше, зашто Ирод се плашеше од Јован, знаејќи дека тој е човек праведен и свет и го пазеше. Многу беше збунет додека го слушаше, а со задоволство го слушаше. И настана погоден ден кога Ирод, по повод својот роден ден, им приготви вечера на своите кнезови, војводи и старешини галилејски. И влезе ќерката на Иродијада, играше и им угоди на гостите и на Ирод. Тогаш царот и рече на девојката: барај од мене што сакаш и ќе ти дадам. И се заколна: што и да побараш од мене, ќе ти дадам, дури и половината од моето царство. А таа излезе и ја праша мајка си: што да побарам? Тај одговори: главата на Јован Крстител. И таа веднаш влезе кај царот и побара, говорејќи: сакам уште сега да ми ја дадеш на чинија главата на Јован Крстител. Царот се загрежи, но заради ветувањето и гостите своји не сакаше да откаже. И веднаш, откако испрати джелат, царот нареди да ја донесат главата негова. А тој отиде, му ја отсече главата во затворот и ја донесе на чинија, па ја предаде на девојката, а девојката ја даде на мајка си. Кога неговите ученици разбраа, дојдоа и го зедоа телото негово и го погребаа. И се собраа апостолите кај Исус, па го известија за се што направиле и поучувале. А тој им рече: дојдете и вие во осамено место и одморете се малку, зашто мнозина доаѓаа и си одеа, така што немаа ниту ни да јадат. И тидоа со кораб сами во осамено место. И ги виде народот кога си одеа, и ги познаа мнозина, па пеш од сите градови тргнаа таму, и ги испреварија, и се собраа околу него, се мисли на Исус. А Исус кога излезе, виде многу народ и се смилува над нив, зашто беа како овци без пастир. И почна да ги поучува многу. И бидејќи веќе времето поизмина, учениците него испратија кон него, пристапија кон него и рекоа: овде е местово пусто, а и доцна е. Распушти ги за да отидат по околните села и колиби и да си купат леб, зашто нема што да јадат. Тој им одговори и рече: дајте им вие да јадат. А тие му рекоа: да појдеме и да купиме за 20 денари леб, па да им дадеме да јадат? Потоа тој ги праша: колку лебови имате? Отидете и видете. И кога видеа, рекоа: 5 леба и 2 риби. Тогаш Исус им рече на сите да поседнат на купчиња по зелената трева. И поседнаа во групи по 100 и по 50. И тој ги зеде 5 леба и 2 риби, па погледна кон небото, ги благослови лебовите и ги прекрши и им ги даде на учениците своји, за да им ги стават пред нив, исто така им ги раздели и 2 риби на сите. И јадеа сите и се наситија, и собраа парчиња од лебот и од рибите полни 12 кошеви, а оние што јаде од лебовите беа околу 5000 мажи. Амин. Може да се... Шеста глава од Евангелието според Марко за мене беше првиот библиски текст кој мене ме привлече за правење библиска екзегеза или малце подлабоко да истражувам во Библијата. Минатата недела спомнав, ако бевте тука, дека Евангелието според Марко за мене беше веројатно првата, така јас се нарекам, првата љубов кон библискиот текст. Затоа што тоа бе Евангелијот почетокот многу ме фасцинираше. Беа приказните кои навистина чудата кои Исус ги направи, поуките кои Исус ги имаше, мене ме привлекува да го читам библискиот
текст. И се сеќавам кога имав 19 години, бев на една конференција во Полска, каде што исцрпно го читавме Божјиот збор и се сеќавам на таа 6 глава. Имаше толку материјал во таа 6 глава што 2 недели работевме на тој текст. Тоа беше моментот кога Господ верувам во тој момент ме повика да ја оставам музиката, зашто тогаш бев студент по музика, да ја оставам музиката по страна и да отидам да студирам теологија и во суштина да го правам тоа што го правам и сега. Тогаш за прв пат ја видов таа подлабока димензија на текстот во библискиот текст. И човекот со кого имавме проучување, како што кажав, ни помогна 2 недели да работиме на тој текст. Да видиме кои се тие алатки, кои се тие литературни алатки, тие филозофски, теолошки алатки кои можеме да ги користиме за да го читаме Евангелието. Кои се тие теолози кои треба да ги читаме, црковни отци. Сите тие алатки беа ставени на нас да можеме да го разбереме текстот, да видиме што сака евангелистот да ни каже. Ајде да видиме како почнува и завршува таа 6 глава од Евангелието според Марко. Јас го читав средишниот текст од 6 глава, тоа е доста голема глава, има над 50 стихови. Првата глава, овој првиот дел од 6 глава го имаме Христовото отфрлање во неговиот роден крај, каде со тага се доаѓа до тој заклучок дека има една позната поговорка: пророкот не е без чест освен во својот роден крај и во својот дом. Тогаш доаѓа таа позната поговорка каде што може да ја видиме таму. Исус е во својот роден крај и тој проповеда и луѓето кои го слушаат викаат: чека бе, овој нели е тоа што ние го знаеме, нели овој е дрводелецот, нели мајка му Марија тука помеѓу нас, неговите браќа и сестри, сите се тука. Он на нас ќе ни збори. И го отфрлија Исус. 6 глава завршува со тоа што Исус е во еден сосема друг крај, каде тие добро го познаваа Исус и не се соблазнија од него, туку знаејќи дека Исус е тука, тие ги повика, ги донесо сите болни, сите тие што има потреби и луѓето беа исцелени и дури мислеа само да се допрам до облеката на Исус и јас ќе бидам исцелен. И таму Исус направи многу чуда. Така почнува и така завршува 6 глава од Евангелието според Марко. Овде го имаме првиот контраст кој евангелистот Марко ни го дава и нема да е единствениот. Гледате, тука има контрасти. Како Исус е примен од една страна во неговиот роден крај и во еден друг крај. Од 7 до 13 стих го имаме посланието на апостолите во мисија. Го имаме моментот кога Исус ги повикува апостолите, ги подредува двајца по двајца и ги праќа во мисија. Им дава инструкции. И тоа што е интересно, според тие инструкции Исус оди во детали. Им вика што да носат, што да прават, што да не носат. Исус на некој начин ги облекува како пастири од први век. На некој начин така ги облекува Исус своите ученици да одат во мисија и да го проповедаат Евангелието каде и да одат и да исцелуваат болни и така натаму. Помеѓу испраќањето на учениците и нивното враќање и давање извештај за мисијата, имаме една приказна кој го ремети течението на наративот, на приказната. Има една чудна приказна, тоа е приказната за смртта на Јован Крстител. Ако читате внимателно Евангелието, ќе видите дека во одреден момент таа приказна едноставно не знаете зошто би одговарала таму во овој наратив. И тоа е едно интересно место каде што можеме да видиме дека евангелистот Марко има посебна причина зашто таа приказна ја става токму во овој контекст. Како од никаде, речиси безпотребно, евангелистот ја запишува приказна за смртта на Јован Крстител, а веднаш после таа приказна запишано е враќањето на апостолите од мисија и чудото за хранењето на 5000 луѓе или премножувањето на левот. Тоа е познато чудо кое Исус го прави. Како почнува овој конкретен дел од Евангелието? Како прво, евангелистот вели вака: името Исус се прочу низ целата земја. Така почнува целата приказна. Исус веќе стана познат низ целата земја. На повеќето не им беше јасно кој е Исус, не знаеа точно кој е Исус, не знаеа зошто е познат, имаше многу шпекулации. Евангелистот вели некои мислеа дека тоа е пророкот Илија.
Некои мислеа дека е Јован Крстител, ама Јован Крстител кој воскресна, затоа што многу чуда правеше Исус. Дури и царот слушнал за Исус. Царот Ирод слушнал за Исус. Знаете, во првиот век војската и статуите сведочат за моќта и славата на царот кој владее. Каде и да отидете, еве да кажеме во антички Рим, каде и да отидете има римска легија која го чува редот, која едноставно на присуството на војската кажува кој владее тука. Тие го носат емблемот на Цезарот и кажат ова е моќта на Цезарот која владее тука. Статуите каде што е поставен Цезарот, има многу статуи кои го откопуваме. Дури во Македонија можеме да најдеме многу статуи кои ќе ги откопаме и ќе кажеме вау, колку убаво правеле. И сега во денешно време статуа е уметничко дело. Во тогашно време статуата значи нешто сосема друго. Статуата ја представува славата на тој што владее. Тие да го видат кој е тој што владее со нив. Обично се не се во како да кажам, во нормална форма, туку се огромни статуи, за да ја покажат грандиозноста, славата на владетелот кој владее. Во тогашно време војската и статуите ја покажуваат силата, моќта и славата на тој што владее. И така се прочувува името. Така да во први век каде да прашат дали сте слушнале за Цезарот, и тоа без интернет, сите слушнале. Зошто? Затоа што има други канали преку кои Цезарот го шири своето влијание и својата слава. Моментот кога царот слуша за славното име Исус помеѓу народот, тој се праша што може да е тоа. Тоа не може да е обичен човек. Знаете, многу во денешно време имате тиктокери, инфлуенсери, што е да од никаде човек ќе се прослави на интернет и веќе сите го знаат. Во првиот век не било така. За некој да биде прочуен, морал да биде значаен човек. Морал да биде пророк, морал да биде владател, кнез, не знам, влијателен човек морал да биде. За Исус да се прослави, значи тој човек Исус бил влијателен човек. Неговото дело веќе се прочуло низ сите крајеви, па дошло дури и до ушите на царот. Имаше ако може да споделам некаков еквивалент за тоа како владееле луѓето, владетелите во први век и некаков еквивалент за тие статуи е можеби присуството на популарноста на владините проекти на сите медиуми. Знаете, ако нешто се направи, одма се постира. За луѓето да видат дека тие што владеат, нешто прават. Јас се сеќавам, имаше една пародија за еден мост во Штип, го направиле мостот таму, и тоа е сечење ленти, делегации, оро, не знам што се зеден мост, деме кој знае какво архитектонско дело направиле, имаше на пародија, кажа, вика, ако мостот беше доволно долг и широк, ќе направија и свечен слет на авион, таму да едноставно видиме што се направиле. Од прилика статуите се некој еквивалент на тие постапки што денешните влади го прават. Стилот ја покажуваат грандиозноста, нивната инволвираност, вклученост во се што во нашиот секојдневен живот. Да се слушне за некого по целата земја е сведоштво дека тој некој станува славен и тој некој станува важна личност во општеството. Фактот што царот слушнал за Исус, тоа значи дека Исус веќе е популарен помеѓу народот. Популарноста или влијанието во први век, па и сега, е општествен капитал. И тоа не е едноставна работа. Значи, дури и царот, ако слушате внимателно текстот, кога тој размислува за Јован Крстител, му пречи тоа што Јован Крстител од никаде пред сите ќе го укори. Зошто ја зема жената и да брат тебе? Не треба така. Му пречи тоа, ама не се ни обидува да го допре затоа што народот сметаше дека Јован Крстител е пророк. Така да царот, ако се обидеше да го убие Јован Крстител, тоа ќе беше многу голема антиреклама за него. Затоа што тој го убива пророкот Божи кој народот го препознава. Кога се однесува за Исус, тој е во страф и трепет затоа што смета дека такви чуда може да прави само некој кој бил на вистина свет и тој верува дека Господ го воскреснал Јован Крстител од мртвите за да прави такви чуда откако тој му ја отсекол главата.
Ирод и онака се плашеше од Јован Крстител. А сега кога слушнал за Исус и чудота, веројатно бил ужаснат од што тоа би можело да значи. Интересно е дека ако читаме тоа, ако читаме текстот, ќе видиме дека авторот на Евангелието според Марко ни кажува дека Јован Крстител е веќе убиен и Ирод смета дека Исус е воскреснатиот Јован Крстител, но сега авторот на некој начин се враќа во времето и ни кажува како Јован Крстител бил убиен. Приказната зашто авторот ја вметнува тука оваа приказна или паралелно ги става една по друга приказните смртта на Јован Крстител и чудото кога Исус нахранува 5000 луѓе, верувам дека има посебна причина. Искрено верувам дека авторот ја става приказната овде во текстот за паралелно да ни раскаже две приказни. Тоа се две приказни за два цара. Двете приказни раскажуваат две забави со два различни краеви. Првата приказна е роденденската гозба на Ирод, така почнува, на која има гости од целиот крај. Сите великодостоинственици се поканети, се присутни на забавата на тој роден ден. Таа гозба почнува со изобилство. Имате храна, имате кој знае што све имало таму. Имаме инструменти, имаме играње, имаме царска ќерка која доаѓа и игра пред гостите, има смеја, има задоволство, богатство од секој можен аспект. Така почнува првата приказна. Тој е роденденот на Ирод. Си прави човекот, си слави роденден. Таа роденденска гозба почнува со раскош и ги содржи сите елементи на царска гозба со почесни гости. VIP клуб. Таму не може секој да дојде. Едноставно VIP клуб се доаѓа со посебна покана и тоа е тоа. Втората приказна почнува на многу обично место со многу уморни ученици кои се враќаат од мисија. Исус кој не можеше ни глава да крене од луѓето кои постојано доаѓаат и си одат, до толку што Исус сам предложил да одат на некој пусто место. Таму евангелистот пишува дека толку народ имаше околу нив што немаа време ни да јадат. Така почнува втората приказна, така почнува втората гозба, втората забава. Исус предлага да одат на другиот крај од езерото, за да може да се одморат, да Исус ги праша како помина мисијата, што правеле, да му дадат еден извештај. И можеме да видиме дека нема ништо величествено во втората приказна. Додека првата приказна почнува со изобилство на храна, значително присуство на водачи од регионот, втората приказна се случува на пусто место, со гладни апостоли, гладна толпа, над која Исус има сочувство, бидејќи како што вели евангелистот, беа како овци без пастир. Првата приказна прикажува еден цар, чиј роден ден се организира голема прослава, во изобилство и гостите се VIP гости и великодостоинственици, а втората приказна прикажува еден цар, чија забава се случува на пусто место, место каде нема храна и гостите се оние изгубените, оние кои што се во потреба и оние кои се отфрлени. Отприлика така одат тие две паралелни приказни. И тука се случува пресвртот. Евангелистот не прикажува различни краеви и различни дестинации на кои завршуваат приказните на тие два цара. Кој цар ќе следиш во животот ќе го одреди крајот на тоа патешествие на кој си тргнал. Приказната за првиот цар Ирод почнува многу величествено, во изобилство, но таа приказна според сплетот на околностите завршува со смрт. Така завршува роденденот на Ирод. Замислете која трагична приказна е таа. Пошто ќе го памти роденденот Ирод својот онака роден ден? Ќе го памти по смртта на Јован Крстител. Така почнува, така завршува неговата забава. Приказната за вториот цар Исус почнува на пусто место со ненаспиени и изгладнати апостоли и луѓе и изгладнет народ, завршува со радост, со воодушевување и завршува со изобилство. Исус е цар кој води и во чие водство има грижа и изобилство. Тоа сака
евангелистот Марко да го прикаже тука. На Исус не му е прв пат во пустина да носи изобилство. И тоа евангелистот Марко сака да го прикаже токму во оваа 6-та глава. 6-та глава, според Марко, ако ја читате малце, и ако сте читали други делови Библијата, ќе видите дека резонираат многу работи од Стариот Завет. Резонираат во 6-та глава од Евангелието според Марко. Јас се сеќавам дека една од тие работи кои ги обработувавме во мало, додека читате 6-та глава и чудото за хранењето на 5000 луѓе, ќе видите дека деталите многу укажуваат на еден познат псалм од Стариот Завет. Тој е псалмот 23. Исус се наоѓа покрај мирна вода, им кажа на луѓето да седнат на зелената трева. Тоа се детали кои евангелистот Марко ги пишува на зелената трева, да поседнат. И тогаш кога нивниот херој Јован Крстител е убиен, Исус им носи задоволство. Ако го прочитам Псалмот 23, ќе видите дека тоа што Исус го прави таму во тој момент, кога народот е изгубен, народот не знае што да очекува, народот не знае што да прави кога нивниот пророк Јован Крстител е убиен. И тоа без врска, заради забава. Не е убиен никако за прогонство, ни за нешто што поучувал. Туку за забава е убиен нивниот пророк. Кога луѓето се како овци без пастир. Исус на некој начин ја рекреира и на свој единствен начин ја рекреира таа сцена од Псалмот 23 со народот, кога тој го храни народот. На тивки пасишта им носи изобилство, тогаш кога тие се изгубени. Исус е нивниот пастир. А како вели Псалмот 23? Јахве е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. На зелени пасишта тој ми дава починка при тивки водени води. Да одам и низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам, зашто ти си мојот жезел, твојата палка ме утешуваат. Си приготвил Госпра пред очите на моите непријатели. Јас ќе престојувам во Господовиот дом за секогаш. Псалм 23. Исус на некој начин ја рекреира таа сцена на единствен начин на кој тој може само да го рекреира тоа. Во тоа чудо во хранењето на 5000 луѓе. Но верували ли не, тоа не е единствениот резонатор од Стариот Завет. Има една сцена што е уште повеличествена, во која евангелистот Марко сака да каже: видете, Исус е оној кој го чекавме целата наша историја. Исус е исполнување на секое пророштво, на секое ветување. Исус е таа Божја објава за која целиот народ чекаше толку многу време. Исус со неговото поучување и дела ги навраќа на моментите кога тие има еден поинаков цар. Тие сега имаат цар, кој официјално е царот Ирод. Но тие во Исус гледат нешто сосема поинако, нешто што ги оживува сите нивни идеали. Некој кој го представува моментот кога Израел бил, па можеби најблиску до Бог во нивната историја. Евангелистот во продолжение на приказната за чудото, за премножувањето на лебот и хранењето на 5000 ни го одговара ова прашање и го ја запишува оваа сцена. Ке читам Марко 6 глава 45 до 50 стих, вели вака: и веднаш откако го направи тоа чудо, откако ги нахрани тие 5000 луѓе, и веднаш ги натера учениците своји да влезат во кораб и да отидат порано од него на другата страна на Вицаида. Дури тој не го распушти народот, а тој, одделувајќи се од нив, отиде во гората да се помоли. Се искаче на гората да се моли. Приквечер коработ беше сред морето, а тој сам на копното. И ги виде како се мачат при пловењето, зашто ветрот им беше спротивен. А околу четвртата ноќна стража се приближи до нив и одејќи по морето, сакаше само да помине покрај нив. А тие кога го видоа како оди по морето, помислеа дека е тоа привидение и почна да викаат: ти мислеа дека видел дух? Зашто сите го видоа и се уплашија. Тој веднаш почна да говори со нив и им рече: слушнате го, не плашете се, јас сум, не бојте се.
Во ова кратка случка, во ваквиот одговор на Исус се состои цела една приказна од далечното минато на израелците, од времето кога тие се уште биле во Египет како робови, избавувањето од тоа робство, водството во пустината 40 години кога Господ ги хранеше со мана од небото, исклучувањето на заветот на планината Синај. Во ова мала сцена Исус ги потсетува нив на сите тие работи, покажувајќи дека тој е оној кој ги спасил, тој бил оној кој ги водел низ пустината, тој беше оној кој ги хранеше низ пустината и тој е оној кој го склучи заветот со нив на планината Синај пред 1400 години од моментот кога се случува оваа случка. Да почнеме од почеток. Да почнеме со лебот во пустината. Како маната која Бог ја праќаше секој ден во пустината, на ист начин Исус ги нахрани луѓето на пусто место, каде немаше ништо. Во пустината не може да има ни сетва, ни жетва. Тие целосно зависеа од Божјото провидение, од тоа што Господ ќе го прати од небото тие да јадат. Тоа беше времето кога Бог беше царот на Израел. Во тој момент израелците немаат цар, Бог беше нивниот цар. Бог беше оној кој се грижеше за нив, кој ги водеше, а тие го следеа каде и облакот Божи, да одеше. И каде и да одеа, има изобилие бидејќи Бог се грижеше за нив. Облакот Божи ја криеше Божјата слава од луѓето. Ако се сеќавате, ако воопшто сте читале од книгата, втората книга во Библијата, книгата Излез, таму е прикажана таа случка кога израелците излегуваат од робството од Египет. И каде Господ преку тој облак ги води низ пустината и во еден момент застануваат пред планината Синај. Исус не го распушти народот, туку се смилува на народот и се грижеше за нив до самиот крај. Им даде леп кога беа гладни и грижа кога беа во потреба. На ист начин Бог се грижеше за нив 40 години додека патува низ пустината, откако излегува од египетското робство и не влегува во ветената земја. Тоа е првата работа која Исус им покажува. Втората работа која може да видиме тука како детал е искачувањето на планината. Една од најчестите сцени во книгата Излез, во втората книга од Библијата, е искачувањето и слегувањето од планината која Мојсей го прави цело време. Јас кога читам овој Излез, имам чувство дека Мојсей бил добар хајкер, едноставно бил планинар со добри вештини затоа што постојано се искачува и се симнува од планината. Народот е доле на планината, Јахве Бог е горе на планината и Мојсей е тој медијатор, тој посредник помеѓу народот и помеѓу Бог. И тој постојано комуницира тоа што Господ сака да го каже на народот и одговорот на народот повторно го комуницира кај Бог. Искачувањето и слегувањето од планината можеме да го видиме дури и во оваа сцена. Планината е место каде што е Божјото присуство. Планината Синај е како во тој момент како еден вулкан, бидејќи Божјото присуство е таму. Го гледаме Исус како се искачува на планината и токму во таа сцена Исус прави нешто неверојатно кое е поврзано со третата работа која сакам јас да нагласам. Тој од планината ги гледа апостолите како се мачат со морето. Доаѓам до третата работа, која евангелистот сака да не наведа да размислуваме за кој станува зборот. Кој е Исус во суштина? А тоа се тие мали зборови кои можеме лесно да ги пропуштиме. А тоа е сцената кога Исус оди према нив во водата и таму вели кога стигна до нив, тој сакаше да помине покрај нив. Или е тоа малку чудно? Зошто Исус одеше по водата ако не влезе во коработ? Исус ги виде како се мачат, но тој одеше кон нив и сакаше да помине покрај нив. Тоа е интересна ситуација е тоа. Интересна сцена е таа. Зошто Исус сакал да помине покрај нив? Има еден момент кога Мојсей, како посредник помеѓу Бог и народот, тој посредува помеѓу нив. И неговата улога како посредник се на некој начин зацементирува кога народот
додека Мојсей е на планината ги чека, го случува заветот и Господ му ги дава 10 заповеди, двете камени плочи, народот доле чекајќи го Мојсей веќе им досади, не може да го чека 40 дена, си направија златно теле и кажа: еве Израел, еве го Богот кој те изведе од робството, клањајте се сега на овој Бог. И доаѓа Мојсей, го гледа народот како се клања на тоа златно теле. Мојсей е ужаснат од сцената и Јахве му кажува на Мојсей: јас сега ќе се синувам и ќе го уништам тој народ, затоа што тој народ многу брзо ме заборави мене. Заборави дека ги спасив, заборави се. И Мојсей, како вистински посредник помеѓу Бог и народот. Интересно е дека, знаете, кога размислуваме за Бог, не знам како го замислуваме, може го замислуваме како некој апсолутен диктатор до кој нема никаков пристап, како некој кој е немилосрден. Не знам како го замислувате Бог. Во оваа сцена Бог дозволува на неговиот пријател Мојсей да разговара со него. Мојсей му вели: Господи, ако го уништиш тој народ, тогаш избриши ме и мене од твојата книга. Вистински посредник. Оној кој вистински си ја зема таа улога на посредник помеѓу Бога и народот. Тоа беше моментот кога Мојсей стана Мојсей. Мојсей стана оној кој беше вистински посредник. Оној преку кого Бог го донесе заветот и законот во Израел. И Мојсей во таа ситуација, токму во таа ситуација, кога виде дека Господ има благодат врз него, Мојсей побара нешто кое никој дотогаш и после него не го побара. Слушнете што се случува. И пак рече, Мојсей му рече на Господа: покажи ми ја славата своја. Му одговори Господ: ќе ја покажам пред тебе сета моја слава и ќе го изговорам името Господово пред тебе, и кој е за помилување ќе го помилувам, а кој е за утешение ќе го утешам. И потоа рече: но лицето мое не ќе можеш да го видиш, зашто не може човек да го види лицето мое и да остане жив. И пак рече Господ: ене место кај мене, застани на онаа карпа. Ако ќе помине славата моја, ќе те ставам во пукнатината на карпата и ќе те застолнам со раката своја, додека не поминам. Додека не поминам. Знаете, како македонци можеби не ја знаеме таа приказна, но како израелец, израелците многу добро ја знаеле таа приказна. Тоа е како приказната која ние ја знаеме, не знам, која е наша некоја позната македонска приказна. Не знам, приказна некој за крали Марко што знаеме. Приказна некој од, не знам, некоја, не знам, македонска крвова свадба, не знам. Некој од тие приказни кои ние многу добро ги знаеме во нашиот народ. На различен начин израелците многу добро ја знаат таа приказна кога Бог му дозволи на Мојсей да ја види неговата слава во моментот кога Господ го стави во таа карпа и кога Господ помина покрај Мојсей. Знаете, кога Исус сакаше да ги помине апостолите, евангелистот Марко сакаше да каже: има некој кој чекори сега на оваа земја, кој всушност го представува оној кој помина покрај Мојсей и која покажа својата слава. Ние сега можеме да го видиме и да го почувствуваме и да сведочиме за неговите дела и за неговите зборови. Тоа е сцената која Марко се обидува да ја исцрта тука. И доаѓаме до последниот и веројатно најважен момент. Дали знаете со кое име Господ му се представи на Мојсей, кога Мојсей го праша: кое е твоето име? Имаше момент кога Јахве го повика Мојсей за таа улога да биде посредник, да биде оној кој ќе го изведе Израел од робството. Го повика. Го назначи како човек преку кој ќе го донесе неговото спасение. Мојсей први беше несигурен, не сакаше тоа да го прави. Господ му помогне, му каже: ќе бидам со тебе и тоа не е важната работа. Ама Мојсей му каже на Бога во Излез 3 глава 13-14 стих вели вака: тогаш Мојсей му рече на Бога: ако отидам при израелците, кои во тој момент беа во египетското робство, и им речам: Бог на вашите татковци ме испрати при вас, а тие ме прашаат: како му е името?
Што ќе им одговора? Бог вели, јас сум кој сум. Му рече Бог на Мојсија. Јас сум тој што сум. Му рече Бог на Мојсија. Потоа продолжи. Кажи и вака на израелците, јас сум ме испрати при вас. И тоа е последната слика и сцена која сакам да ја представам пред вас. Кога учениците се уплашеа и почна да викаат, мислејќи дека гледаат дух пред нив, Исус додека поминуваше покрај нив им кажа, не плашете се, јас сум. Не бојте се, јас сум. Повторно, уште една од тие фрази кои израелците многу добро ги знаеа. Не бојте се, јас сум. Кој е Исус? Во овие две паралелни приказни сакам да направиме една евалуација во нашиот живот. Кој цар не следиме? Многу е важно тоа прашање. Кој цар следиме во нашиот живот? Има два цара. И знаете што ќе ви кажам? Секојаш има два цара. Има една од тие сцени, ако сте гледале Avengers, тие што се одмазници. Еден од тие поновите филмови, јас сакам понови филмови, онака научно-фантастични филмови, која доаѓа овој Локи од како се викаше таа земјата, не знам што, доаѓа и сака да владее, сака тирански да владее врз луѓето на земјата. И доаѓа и вика, мора сите да ми се поклонат и да ми се подчинат. И еден стар човек станува вика, ќе се поклониме, ама не на човек како тебе. Он вика, нема никој како мене. А тој стариот човек вика, секогаш имало луѓе како тебе. Секогаш имало луѓе како тебе. Со други зборови, нема многу категории во кои луѓето ќе се дефинираат. Обично имате 2-3 категории. Во овој случај, како цар кој владее над луѓето, го имате царот Ирод, која представува било која власт, која владее на таков начин како што владее, и го имате царот Исус, кој владее на тој начин на кој што тој владее. Прашањето е, под чие владение јас се починувам? Кој е царот кој јас го следам? Може би некои реторички прашања. Дали може би чувствувате некаков вакуум на грижа? Дали чувствувате такво нешто во животот? Дали чувствувате дека ви фали грижа во животот? Фали некој да се грижи за вас? Може би очекуваме Ирод да се грижи за нас. Ама Ирод не се грижи за нас. Ирод не се грижи за никој, всушност. Ирод за да дојде на власт, тој има утепано брат, син, све има утепано, за да остане на власт. Ирод за да остане на власт, кога се роди Исус, кога само слушна дека има некој во Витлеем дека се родил, дека бил еврејски цар бебе, тој нареди, ако сте огледале филмот Исус, да бидат убиени 2000 бебиња, машки деца. Ирод не се секира за никој. Ирод се секира за себе. Тој го уби Јован Крстител не затоа што мораше, туку затоа што вети и сега да не се постреми пред другите. Затоа го уби. Немаше валидна причина. Ако го следиме царот Ирод, ќе почувствуваме и вакуум на грижа, ќе чувате страв и ужас во животот. Може би ќе се наоѓате во некаква духовна сиромаштија, затоа што Ирод не е извор на животот. Ирод не е некој кој ќе ви даде сигурност. Ирод, се надам дека ме разбирате, е символика, еден представник на оние владетели, на оние водачи кои не носат никаков живот во вашиот живот. Ако чувствувате вакуум на грижа, на сигурност, на радост, може би следите некаков Ирод во вашиот живот, кој нема да ви го даде тоа. Од друга страна, ако го следиме Исус, Исус е добриот пастир. Исус е добриот пастир, чие водство завршува секогаш со изобилство, без исклучок. Животот со Ирод, забавата на Ирод, колку и величествено да изгледа, секогаш завршува со смрт. Трпезата на Исус, колку и сиромашно да изгледа, секогаш завршува со изобилство. Кој е Исус? Исус не е како другите царови и водачи. Исус е отелотворување на оној вечниот Бог,
кој во пустината носи изобилство и во бурата носи мир. Оној кој носи сигурност. Оној кој е во вашите најбурни денови ќе каже не плаши се, јас сум. Тогаш кога има бура, тогаш кога има бранови, тогаш кога можеби се чувствувате дека веслата наспроти ветрот, е многу тешко. Исус ќе се појави од никаде. Ќе каже не плашете се, јас сум тука. Кој цар следи? Прво прашање, тоа прашање го оставам први на мене. Затоа често пати знам и јас мојата надежда да ставам во некој цар кој ме носи на такво пусто, тоест на место каде што има смрт, каде што нема славен крај, каде што има тешкоти, каде што има разочарување. Исус ме потсетува да го следам Него, постојано, и ме носи на места, каде што без разлика како изгледаат на површина, се места на изобилство. Места на изобилство. Затоа што тој е таков цар. Тој е царот кој во пустината го хранеше Израел 40 години и како што вели записот таму, ништо не им фалеше. Дури облеката која носеа не им се скина. Исус се грижеше за нив. Бог се грижеше за нив и сето тоа патешествие, па макар тоа да биде и пустина. Кој цар следиме? Кој цар следиме во нашиот живот? Нека тоа не биде едно прашање кој ќе го размислуваме. Ако некојаш се појави вакуум во нашиот живот, или духовна сиромаштија, тоа е еден добар аларм да се вратиме кај оној кој е изворот на животот, а тоа е само Исус Христос. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодарам Господи за тоа што ми даваш Господи од Твојот дух, ми даваш од трпезата која доаѓаме пред Тебе Господи. Исусе Христе, Ти си левот на животот. Ти си оној кој изобилно ни даваш во секоја ситуација во животот, Господи. Кога и соиромашно да изгледа тоа на површина, во Тебе е полнотата на живот, Господи. Исусе Христе, секој оди по својот животен пат, Господи, понекогаш доаѓаме до такви цареви како што читаме овде, како царот Ирод, што е Господи Боже мој. Господи, кои сеат празнотија, сеат страв, сеат смрт, Господи Боже мој. Се Христе, Ти повторно и повторно повикаш да дојдеме кај Тебе, да се надеваме на Тебе и да очекуваме од Тебе, затоа што Ти си добар Бог, Ти си наш добар татко, кој се грижи за нас и за нашите потреби. Се оставаме, татко ме, во Твоите раце, смилувај се врз нас, води не по патеките на правдата, заради Твоето свето име Исусе. Нека на Тебе Ти припадне целата чест и целата слава. Амен.